Ова е голем празник за македонскиот народ, посебно за Прилепчани, бидејќи токму нашиот град започнала и антифашистичката револуција во 1941 година. По повод тој голем македонски национален празник, секојаш локалната самоуправа достојно го одбележува со бројни културни, забавни манифестации, отворање на одредени проекти кои што ги има направено во текот на годината локалната самоуправа. Иначе, денес е посебно задоволство што не посети нашиот председател, господинот Ѓорги Иванов, представници од владата, министрите, од парламентот, собранието и голем број на гости и добронамерници кои денес присуствуваат во градот Прилеп. Прилеп има дадено преку 600 жртви во таа антифашистичка револуција, има 10 национални народни херои, пошто беше 11, пошто беше познат и прогласен за град херој. Навистина секогаш Прилеп несебично застанувал на браникот на својата татковина, така било досега, така ќе биде и од сега понатаму. Меѓутоа, сега борбата на овие современи генерации, сегашни генерации, ќе биде создавање на европски Прилеп и европска Македонија, значи економски просперитетен, јак Прилеп, уреден Прилеп, чист Прилеп, со голем број на спортски активности, спортски објекти, нова инфраструктура, се она што носи атрибути да Прилеп прерасне во европски град. Прилеп и прилепчани представуваат символ на македонскиот непокор, символ на желбата и иницијативата на македонскиот народ за сопствена држава. Денес се поклонуваме пред жртвите на нашите сограѓани, но исто така и ми оддаваме почит на нивната храброст и љубов кон нашата држава. Празнувајќи го 11 октомври, ние не само што ја даваме нашата почит кон овие жртви. Исто така мораме да се подсетиме и на обврската што ја имаме како македонци. Обврска што значи честно и посветено да работиме во интерес на нашата држава, да продолжиме во интерес на нашите сограѓани, за да го изградиме Прилеп и Република Македонија просперитетна, силна и европски достојна држава.